како препорака на биде на основите, и затоа ја почнав со што е всушност тоа демократија, и ќе ми дозволите во овој завршен збор да се реферирам на господинот Тони Поповски, бидејќи тој го објаснуваше нели убаво за политичката волја и за политичката култура и за демократската свест. И па мислам дека во тие нијанси лежи клучната разлика. Мислам дека политичката култура, односно демократската свест не нужно значи и политичка култура, и отсуството на политичка култура ја прави демократската свест да бара она што велите цврста рака или авторитарен систем. Меѓутоа, цврстата рака според мене не мора по автоматизам да значи авторитарен систем. Цврстата рака јас повеќе ја гледам во смисла на систем кој ќе владее. Значи, функционален систем, дали тој ќе биде еден човек, дали ќе биде функционална држава, дали ќе биде функционална власт, тоа е, мислам, потребата на луѓето кои ќе кажат цврста рака. Тоа не исклучува нивната демократска свест. Затоа што според мене врвната демократска свест е правото ние да говориме, да го искажеме сопственото мислење. Меѓутоа, правото ние да го искажеме сопственото мислење може да го имаме само во демократијата. И тоа е таа цака, тоа е таа финеса што не ја разбираме. Ние од позиција на демократија може да посакуваме авторитарен режим, може да се водушевуваме на Путин, може да се водушевуваме на Вучич, на Орбан, на кого сакате, ама од позиција на демократија тоа го кажуваме. Не го кажуваме од позиција на авторитарен режим. Ние не живееме, да живееме во авторитарен режим, ние нема да го имаме правото да кажеме што сакаме. Тоа е онаја разлика. Затоа јас повторно ќе се навратам. Јас сепак мислам дека граѓаните имаат врвна демократска свест во однос на околностите во кои живееме, контекстот во кој живееме и контекстот од кој произлегуваме. Имаше неодамна една анкета, со тоа можеби да го завршам, не знам дали беше на Ири, пред недела две излегоа резултатите. Таму имаше баш прилично конфузна, ако ја следите целата анкета, прилично е конфузна. Прашањата беа од секаков тип. Прашањата беа за прв пат конкретно дали, нели, што е вашето мислење за Русија, што е вашето мислење за Кина, дали ви се допаѓа Путин, дали ви се допаѓа и така натаму. И сега на сите тие во основа контрадикторни одговори, нелогични одговори, каде што велат да, ние имаме високо мислење за Путин, ама ние нема шанси да не нападне, или да, нас НАТО ќе не брани, ама не знам, инвестиција една, да кажам, од Кина или од... Значи, тоа е една тотална конфузија во свеста на луѓето, произведена од една брутална пропаганда, а на крајот сите тие што имаат вакво мислење, се може да кажете дека и недемократско мислење, кога ќе ги прашате, а дали доколку денес би се одржал референдум за членство во Европска унија, 70% ќе кажат да. И па тоа навидум е нелогично. Од една страна вие сакате членство во Европска унија, што е пар екселанс демократија, теоретски, ако сакате, па и практично, а од друга страна вие нели да имате вакво мислење онакво, ама сите тие нијанси на мислење кои ги имате, може да ги имате затоа што живеете во демократија. Со сите мани што ги имаме, ние живееме во демократско општество. И затоа е битно таа свест на граѓаните, демократска. Ако сакате и засенете со сите тие и клиентелистички, и економски, и секакви потреби луѓето за да преживеат, би ги треба да преживеат овдека луѓето, така? Тие сепак и по таа цена или имаат мислење или се селуваат, ама се селуваат во демократски општества. Таа демократска свест треба да се негува и се надевам дека и на овој начин се негува. Таа демократска свест е клучна. На таа демократска свест која ќе додадете политичката култура, значи, свеста, политичката култура е свеста што значи вие да имате подолбена власт, што значи законодавната власт да биде контрола на извршната власт. Тогаш вие ќе ги имате, знаете, вие денеска со социјалните мрежи може само да се развива демократската свест, не може да се намали демократската свест. Бидејќи доколку ја немаат оваа платформа, луѓето секогаш имаат платформата на социјалните мрежи да го кажат своето мислење. И нивното мислење секогаш се однесува на критика на политичкиот систем, на критика на што треба да се прави, што не треба да се прави. Е па тоа е во основа демократската свест. Е кога тоа ќе се транспонира дека нивното право на избор, затоа што основата на демократијата дека вие имате право да бирате. Авторитарните режими немаат право да бираат. Тие може да преидат од демократија во ова, ама нивната крајна тенденција е да не бираат граѓаните. Затоа ја се го дадов примерот пред 2500 години. Привилегија било на тие 20% да бираат како ќе се управува со државата. А на крајот на криштата какво ќе биде управувањето? Демократијата подразбира дека секој од нас учества во управувањето. Клучот е како ќе управуваме.
со државата, со системот, со нашите животи на крајот на криштата. Затоа јас повторно ќе кажам, демократската свест на луѓето треба да се негува на секој начин, а и ова е токму тоа во овој момент.